Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Господине премиер, неколку дена сте овдека, неколку дена поставувам прашања, неколку дена молчите сите прашања и немате да мислите дека ќе престанеме да ги прашуваме истите, бидејќи еве се загреавте со неколку дискусии, дел половични, дел невистините, но јас ќе се потрудам уште еднаш да ги поставам прашањата и тоа разберете кога граѓаните ги поставуваат прашањата преку нас. Имавте едно време Министерство за транспарентност го измисливте во владата, но после некое време кога се нагомилаа проблеми, криминали, непотизми на вашите луѓе, тоа министерство го укинавте. И веќе не постои такво Министерство за транспарентност. Сега го укинувате и ова Министерство за диаспора, кое што го оведовте, и тоа веќе нема да постои, и тоа така едно благодарам до целата македонска диаспора, која е главниот причинител кој што го пегла платно-девизниот дефицит во Република Македонија. Господине Ковачевски, менувате 3 министри, молчите, граѓаните ве прашуваат, луѓево ги биваше, не ги биваше, добри беа, не беа добри, способни беа, не беа способни. И тоа треба да го одговорите, односно кажете им, промената на министрите е интерес на граѓаните на оваа држава или промената на министрите е интерес ваш и на вашиот компањон што седи до вас. Господине премиер, денес имате 64 пратеници мнозинство. Со влезот на Алијанса на албанците треба да имате 72 пратеници. Дали секоја бројка под 72 пратеници ќе биде нов неуспех и нов крах на вашата влада, а особено на вашата партија, која што имаше определени ветувања према оваа македонска јавност. Ветувањата ви одеа делумно на 2 столба. Првиот столб беше дека ќе има подобар живот и подобра економија. Со години им кажувате на вашето членство не може да има подобар живот, бидејќи финансии и економија се во рацете на ДУИ. Вториот столб ви беше нема правда, нема мир. Кога ќе дојдете вие на власт, ќе има правда. Од денес ќе им кажувате на вашето членство дека и правда повеќе не е во собственост на Социјалдемократскиот сојуз, туку ќе биде кај Алијанса на албанците и во СДСМ ќе остане само пендракот на Оливер Спасовски, и тоа го должите и на вашето членство и на овие граѓани на Република Македонија. Господине премиер, излезете и кажете дали со влезот на Алијанса за албанците во владата граѓаните на Република Македонија ќе имаат подобар живот, ќе има пониска инфлација, дали граѓаните ќе имаат пониски цени во маркетите, дали ќе имаат пониски цени во пазарите, дали ќе имаме поправна држава, господине Ковачевски, и кој е ќарот од овие ваши политички екзибиции за оние кои што ве плаќаат и вас и целата ваша влада. Не можете вечно да бегате од овие прашања. Станете, господине Ковачевски, и одговорете дали ќе го смените министерот за образование, дали како професор на факултет ви е нормално да децата во Република Македонија немаат учебници, дали ви е нормално да имате министер за образование кој што нешто не може реформа да направи, не може да иштампа учебници за основни средства за учење на нашите деца. Излезете и одговорете ги овие прашања, бидејќи овие прашања подобро ги одговорите сега, него ли по улица кога ќе ве прашуваат граѓаните на кои што веќе трпението им е при крај и за кои што веќе се срамат што воопшто се овдека. Господине Ковачевски, третиот столб од каде што доаѓавте беше макроекономијата. Во вашето експозе ветувавте 5% раст на бруто домашен производ и после година дена доаѓате овдека со помалку од 2,5% бруто домашен производ. Станете и одговорете зошто е тоа така, зошто сте манипулирале, зошто не сте ја кажувале вистината. Господине Ковачевски, станете и кажете зошто сте премиер на држава во која што има најголема невработеност на Балканот.
Излезете и кажете зошто сте премиерна држава во која што е шампион по корупција, перцепција за корупција и криминал согласно сите меѓународни организации. Кажете, господине Ковачевски, и на овие пратеници, и на ова мнозинство, зошто сме држава со најмалку странски инвестиции? Зошто по глава на жител имаме најмалку странски инвестиции на Балканот? Со Европска Унија одамна не можеме да се споредиме. Господине Ковачевски, во декември доаѓаше заменик министерот за финансии, доаѓаше министерот за финансии, вас ве немаше. Станете и одговорете во следното прашање. Со ваш подпис од водата ни пративте буџет за 2023 година, во кој што велевте дека ќе има 2,9% економски раст. Со ваш подпис. Потоа, со ваши зборови на оние митинзи кои што ги имавте во партијата, зборувавте дека ќе имаме 2,3% раст и тие 0,6% се некаде околу 80 и нешто милиони евра. Во старт. Одговорност ќе има ли за тоа? До кога мислите да си седите, да си молчите, кучињата да си лаат, крваво да си мине? Дали имате чувство за државност? Дали сметате дека со овие политички акробатики правите добро на Република Македонија? Дали сметате дека со овие политички акробатики не ги понижувате албанците кои што живеат во оваа држава и се наши сограѓани? Албанците не гласаа за Алијанса и ДУИ да бидат у иста влада. Да сакаат да гласаат албанците за ДУИ. ДУИ ки имаше 25 пратеници. Граѓаните што им дадоа мандат на Алијанса, им дадоа да им бидат ривали на оние од ДУИ. Ова што го правите не принципиелно. Ова е изигрување на војата на граѓаните. Ова не е демократија. Затоа, господине Ковачевски, 61% од граѓаните на оваа држава сметаат дека нема демократија во Република Македонија. Уште 5 министерства да измислите за добро владење, за лошо владење. Основата е демократијата, бидејќи ние сме во парламентарна демократија. Не почитувате ништо, не ви интересира ништо. Ви интересира како владата ќе остане, затоа што сте вие мандатар и треба да станете да одговорите. Ако ми одговоревте пред 3 дена, немаше да ме прашам пред 2 дена. Ако ми одговоревте пред 2 дена, немаше да ме прашам денес. Викаат граѓаните, господине Ковачевски, граѓаните викаат, не викам само јас. На крајот, две работи. Првата работа, ако може премиерот и вице-премиерот Маци да смалат. Али сега треба да питате ако не смалат. Не викам ја, премиере, такви се бројките, такви се резултатите, таква е реакцијата на граѓаните. Тоа го мислат граѓаните на секоја анкета. 72% граѓаните сметаат дека државата не се движи во добра насока. 67% дека нема демократија, а само 9% веруваат во она што го зборуваат Артан Груби и Мајчич на телевизија. Бидејќи символ за она што го викате Европска коалиција се Боја Мајчич и Артан Груби. Затоа викаат граѓаните. Тоа не е символ. Имате извештај, ако може да... Затоа не е вред, да се гости овдека дојдени. Премиер. Продолжите.